Република Македонија и Обединетите Арапски Емирати паралелно со политичките односи треба да работат на интензивирање на економските односи. И двете страни се посветени на градење диалог меѓу двете земји кои ќе водат кон унапредување на земните односи. Истакнато е на средбата на премиерот Никола Груевски со министерот за меѓународна соработка и развој на Обединетите Арапски Емирати, шеиката Лубна бинт Калид Ал Касими, која се одржа во Емиратот Абу Даби, а во рамки на посетата на Обединетите Арапски Емирати. На средбата станала збор за опциите за соработка на конкретни инфраструктурни проекти во делот на изградбата на комунална и образовна инфраструктура, како и во областа на туризмот и земјоделството. Над 10.000 лица помлади од 29 години досега се вработиле во 5.000 македонски компании преку владината мерка за ослободување од придонеси во траење од 12 месеци. Целта која што сакавме да ја постигнеме е веќе постигната. Над 10.000 отворени работни места значат многу за македонските компании, за младите во Република Македонија. Оваа мерка продолжува да се реализира и во наредните неколку месеци. За околу една година и 8 месеци има 10.300 вработени. Тоа се месечно по околу 520 млади лица кои се вработени во приватни компании, рече министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Македонскиот амбасадор во Франција Агрон Буџаку е отповикан од председателот Ѓорги Иванов поради истекот на дополнителниот продолжен мандат, велат од кабинетот на председателот. Председателот Иванов, согласно законските процедури, на 19 овој месец донел указ за отповикување на Буџаку. Указот е донесен пред гласањето на Генералната конференција за прием на Косово во УНЕСКО, со што се демантираат шпекулациите за евентуална тенденциозност и поврзување на овој настан со престанокот на мандатот на амбасадорот Буџаку. Секој судија е одговорен за заштита на судската независност затоа што со прифаќање на какво било влијание или притисок, судијата си ја нарушува својата независност, а со својата одлука го крши и законот, беше истакнато на тргалезната маса посветена на улогата на судскиот совет и невисоките судови во заштита на судиите од мешањето во нивната независност, организирана од Судскиот совет на Република Македонија. Председателот на Судскиот совет Бранко Ушковски во воведното обраќање меѓу другото истакна дека и најдобра законска регулатива не може да гарантира независни судски одлуки, доколку самите судии не се целосно подготвени да присудуваат единствено врз основа на законот и да не прифаќаат послушност од надворешни влијанија. Изминатите 24 часа издадени се потврди за барање азил на 4076 странски државјани, од кои најбројни се државјаните на Авганистан 2240 и на Сирија 1201 лице. Во периодот од 19 јуни годинава до денеска во 8 часот издадени се потврди на 182.978 странски државјани. Српскиот премиер Александар Вучич во интервју за германските медиуми повтори дека Србија нема да крева жица на своите граници, но и додаде дека не може да замисли ситуација во која тоа би го направила и Германија, бидејќи во бегалската криза, оцени тој, сите гледаат кон нејзе. Сеедно е дали во Хрватска ќе креваат жица на границата кон Србија. Мојата влада нема да крева жица на државните граници, исто така ниту кон Бугарија, ниту кон Македонија, рече Вучич.